Следното издание на емисијата Магазин на телевизија Мега во целост го посветуваме на 72 годишниот роден ден од основањето на Битолскиот народен театар, кој што го прослави синоќа на штиците што живот значат, со еден навистина интересен сценски музички перформанс во кој што учествуваа речиси сите актери од Битолскиот народен театар. Се разбира дека телевизија Мега беше дел од ова прославување, па во продолжение ви ја пренесуваме атмосферата. Кривецот за вечерашното роденденско патување на Битолскиот народен театар, односно за оваа час и половина уживање, кое што го имавме тука во салата на Битолскиот народен театар, е режисерот Јован. Здраво, пред се, добре дојде во мојата емисија. Добро ве најдов. Фала за најавата, беше таква достоинствено убава, фала. Така, навистина интересна представа ни подготвивте вечерва, како што кажав, прекрасно уживање беше за самата присутна тука вечерва, за самата публика присутна вечерва тука. Ајде кажи ми збор два, од каде инспирацијата пред се за да го создадеш ова дело? Морам да нагласам дека сепак не е театарска представа, тука е само музичко-сценски перформанс на тема патување на Народен театар Битола. И од сушност, бидејќи Битолски театар често оди на турне и патува, не само во Македонија, туку надвор од Македонија, така да заедно со ансамблот, тие кои дел од екипата што беа на сцена, речиси цел ансамбл, дадоа своји идеи како сакат да настапат, зборам на музичкиот дел од перформансот, и сето тоа го склопи во една обична нормална приказна, односно авион, каде што патуваат и слетуваат на различни дестинации, односно таму каде што патувал театарот. Нормално дека малце бевме джез на сцена, бидејќи импровизиравме, бидејќи ова се случуваше само 4-5 дена проби, значи немавме припреми долго време. И во тие 4-5 дена мислам дека спакувавме еден фин настан, кој пак е нагласам дека музички, сценско-музички перформанс, во кој актерите имаја исто така своји идеи и заедно ги склопи во една структура и гледам дека публиката генерално уживаше. Се разбира, натре имаше и ефтини досетки, достоинствени настапи во исто време, односно како што и репертарот на Народен театар Битола, од комедија до трагедија. Така. Она што ме интересира, што би сакала да го споделиме со нашите гледачи, дали во овие изминати 4-5 дена кога се спремавте, сподели со нас некоја анекдота, дали имавте можеби некој проблем, некои потешкоти? Тоа не би го зборувал пред камера, бидејќи беше тотално лудило. Со сите актери од Народен театар Битола во 4 дена во интензивни проби, тоа е, можам да кажам, на моменти шизофренија, али нормално тоа лудило е дел од работата. Така да се стегнавме и го направивме, мислам дека публиката уживаше. Така, на самиот крај уште една твоја честитка по повод роден денот на Битолскиот народен театар. Фала и се надевам дека ќе славам и 130-тиот роден ден на Народен театар Битола. Фала. Kardeşim, edenim kardeşim. Edenim. Главен стюард burada. Пред Никола Пројчевски да ни замине за Америка, за неколку часа тргнувате, ти беше тој кој што не водеше низ ова роденденска представа, низ ова роденденско патување. Како се снајде во самата улога пред се? Како и секогаш, Ана. Како и секогаш, не. Одличен беше. На договорот се изнамачи Јован Ристовски, нашиот режисер, еден од режисерите во Битолскиот народен театар, навистина се изнамачи. Меѓутоа, со многу ентузијазам и со малку повеќе соработка помеѓу нас, составивме нешто кое што требаше да биде опуштено, лесно, онака како што требаше на крајот на криштата публиката да се почувствува. А и мислам дека така и се почувствува, дека немаше ништо претенциозно и тенденциозно. Час и половина, така, или малце повеќе од час и половина, во кој што луѓето уживаат, да. Така, потполно се согласувам дека публиката навистина уживаше. Посебно позитивни реакции имаше за твојата улога, зборуваше на неколку јазици вечерва. Забавата почна. Точно така. Колку време се спремаше? Долго време се спремав, значи се спремав 2 дена, 37 часа, 17 минути
и 6 секунди. Не, се спремав доволно колку што требаше. Супер, не ми треба многу за импровизација, за подготовки, ти благодарам, Ана. Така, само на крај уште една честитка по повод 72 годишниот роден ден на Битолскиот народен театар. Театару мој, Народен театар Битола, честит нека ти е 72-иот роден ден и како што и реков, уште 1072 роден ден. Почитувани, се разбира дека роденденската представа на Битолскиот народен театар не може да помине и без актерката Маја Андоновска-Илиевски. Здраво и за тебе, пред се, како си задоволна, како се чувствуваш после оваа роденденска представа? Во принцип, роденденските представи носат една поинаква радост на сцената и поинакво уживање и поинаква среќа и опуштеност, така да мене ми е супер. Посебно дека е еден наш роденденски ден, а со оглед на тоа дека и бев на една пауза од година и пол, убаво ми доаѓаат сите нови представи, проекти кои што ми се случуваат на оваа сцена. Така, само една твоја честитка по повод 72 години Битолски народен театар. Дај Боже да исчекам уште 75, можда нескромно од моја страна, но се надевам дека она што ние го наследивме од оние кои што започнале на овие даски, на овие штици што живот значат, ќе го наследат исто така и после нас љубители на театарот и со среќа и со гордост ќе ги споменуваат нашите имиња, како што јас секогаш со гордост ги споменувам еден Ацо, една Олга, не знам, тетка Јоана која што е се уште жива. Навистина големи имиња, големи актерски имиња чекореле на оваа сцена и за мене не само голема гордост, туку и како аманет, како уметник кој што стапнал на овој театар, целото тоа нешто да продолжи понатаму во најпозитивна насока. Иако пред скоро време замина во пензија, се разбира дека една ваква забава, една ваква роденденска представа по повод 72 години од основањето на Битолскиот народен театар не може да помине без господинот Чоре. Добро вечер и за вас, пред се, како се чувствувате? Па одлично, роденденски. Значи, јас сум среќен што театарот слави 72 години. Јас сум некаде од својата 10-та година, што значи скоро 57 години сум на оваа сцена. И драго ми е што еве вака правиме нешто, да се дружиме со колегите, да одбележиме. Навистина сме поминале многу, сме патувале многу, сме одиграле многу представи и дај Боже да се играат се уште и да бидат квалитетни онака како што се. Така, како актер со долгогодишно искуство, како што кажавте, повеќе од 50 години бевте дел од оваа институција, од Битолскиот народен театар. Една порака би сакала од вас да слушнам до сите млади актери или до сите оние кои што допрва сакаат да се занимаваат со оваа професија, што би им препорачале вие? Па нормално работа и само работа, меѓутоа сепак треба и нешто да се прочита. Сметам дека кога ќе се прават репертуарите, треба самите да бараат да играат. Затоа што времето поминува. Она што можеш да го играш денес,
после една година, две не ќе можеш, тоа е сигурно. Потоа пак не ќе можеш и тоа нештото што средна генерација не ќе можеш. Годините се врват и останува една желба за некои ликои кои што не сме ги одиграле, а сме сакале да ги одиграме. Така, ви благодарам премногу. Благодарам и вам. To begin while apart, you hold me like I was a Christmas as we kneeling through the light. Now so Marian, it's time to begin to love and cry and cry. На самиот почеток, директоре, да ви честитам 72 години од основањето на Битолскиот народен театар. Вечер имавме можност да ве видиме на сцената тука, на штиците што живот значат. Еве, која улога ја имавте вие? Пред се морам да кажам дека навистина одлично се снајдовте. Јас обидов да испеам една-две работи, да се вклучам малку со колегите, затоа што дружејќи се со нив и живејќи со нив, јас веќе 30 на години се разбира дека нешто и научив од нив и подпримив од нив, така да секогаш сакам барем во вакви ревијални во наводници представи да се појавам, доколку е можно да се разбира. Така, убаво е нели кога сите членови на Битолскиот народен театар ќе се соберат на едно место, посебно по еден ваков голем повод и голема причина. Како прв човек на оваа установа, која е вашата честитка по повод роденденот на Битолскиот народен театар? Прво, на мојот театар и на нашите гледачи, на нашата верна публика, на сите граѓани на Битола, на цела Македонија, тоа е најважно. Сакам да им посекам здравје и среќа. И понекогаш да помислат и на театарот и да дојдат тука во ова темно катче, каде што понекогаш се случуваат многу интересни работи и тие работи знаат да исполнат човековата душа и да ја поголат толку многу силно, што човек да се зачуди дека е можно со толку многу прости работи да се направат толку големи нешта. Затоа што навистина големите работи се многу едноставни и многу прости. Така, ви благодарам, честитки уште еднаш и многу успехи. Ви благодарам и јас вас. High tide, mid-afternoon, people fly by in the traffic's boom, going just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Почитувани, јас верувам дека можете да ја забележите позитивната атмосфера која што ја има позади мене тука на штиците што живот значат по повод 72 години од основањето на Битолскиот народен театар. Јас верувам дека во изминативе 15 на минути успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Тука воедно би сакала да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и ве поканувам и понатаму да останете на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување.